Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Во втора епизода, во втората сезона, наш гостин, првиот човек на јавното предпријатие Државни патишта, Гоце Трајановски. Поранешен градоначалник на Скопје, поранешен пратеник од редовите на ВМРО ДПМН. Со него ќе говориме за сите актуелни теми кои што се поврзани со државните патишта, со она што се случува со Бехтил Ленка, понатаму Синохидро, делницата која што е актуелна секако од Страцин до Крива Паланка. Ќе говориме за патарините, дали е возможно конечно да поминуваме патарини со тагови и да не чекаме редови, и дали Гоце Трајановски има амбиции за нов градоначалнички мандат со оглед на тоа што 2025 година е изборна година, бидејќи ќе имаме локални избори. Преди официјално да го стартуваме разговорот со Трајановски, поздрав до нашите пријатели, од форма нова за амбиентот, кој што ни го нудат и кои што ни го прикажуваат, можете и вие да ги посетите во нивниот продажен салон во комплексот Годел, не само овде во Скопје. Годел е во Скопје нормално, но имате нивни салони и во другите градови од Македонија, Штип, Команово, Прилеп, Тетова. Поздрави до нашите пријатели од Ангел Тренд, Хом Центар, неколку продавници во Охрид, најголемиот Хом Центар во Охрид, продавници Хом Центри овде во Скопје. Тие бех се задолжени за овој новогодишен или празничен амбиент, новогодишно божикен амбиент кој што го имаме. Јас сум Мишко Иванов, гледате Бизнис муабети на Фактор МК, како што најавив, наш гостин Гоце Трајановски, прв човек на јавното предпријатие Државни патишта. Господине Трајановски, добро дојдовте. Добро дојдовме. Во 200 неуспешни на прво место. Ваква ли е состојбата на вистина, вели профит пред доначување 100 милиони евра, раст од 69,19, ова е 2023 во однос на 2022, 352 вработени, 208 милиони приход на пари. Што начекавте? Грешка ли се овие бројки или? Видите, пред да дојдам, нели, или само што ме назначија за директор на јавното предпријатие, почна написите дека најбогато предпријатие, 6 милиарди, не знам, профит, промет, профит и слично. Мора да кажам дека државните патишта, јавните предпријатија, што ги прави јавното предпријатие, тие не по некој закон, не знам како, тие се книжат како профит на јавното предпријатие, како добивка. Не како трошок. Така да ако не, Значи, трошокот се прикажува како добивка, ако добро разберам. Трошокот не се пријавува како трошок, туку се прикажува како добивка и ние имаме плаќаме данок на добивка. Па види, и во овие и сега 200 најуспешни што ги ги прашувам овие од финансија, значи помошник директорката на финансија, викам Тања, што е сега, вика, не знам зашто така се крижи од секогаш, вели, како да ние сме го прале патот за нас и кога да ќе имаме добивка со тоа имаме. А патот е државен, вика, не знам по костов е сето тоа. Така да можам да ви кажам финансиската состојба на јавното предпријатие. Чекај, извини, само пред да не кажете, а ова, бидејќи во 200 неуспешни, ова вие што го зборите, ви има, вели во 200 неуспешни, тоа е поднос на профите на прво место, ЈП Државни патишта. Па по тоа основ е. Тоа е заради тоа, вие што Заради видите тоа што трошоците се сега ќе го направиме Страцин Крива Паланка, нели? Тоа е 107 милиони евра. Добро. И тоа се крижи како добивка на јавното предпријатие. И на тоа плаќаме данок на добивка. А каква е реалната состојба сега, кога ме прекинав? Мислите финансиската? Финансиска, да. Значи, јас би сакал да ви кажам дека она реалната состојба која што ми сметам дека треба да знае јавноста, а тоа е дека јавното предпријатие има приход некаде околу 180 до 190 милиони евра. Приход? Од приход. Добро. Приход. А приходот е од патарини, од регистрација на возила и од акциза. По тие три основи имаме 180 милиони евра. Расходната страна, тоа е приходната. Добро. Расходната страна, оваа година, 2025, бидејќи сега го правиме планот за 2025. Значи за 2024 веројатно, така, расходната страна. Да, расходната страна, не, приходната страна. Приходната е ова што го споменавте. Ова што го кажам, ми очекувам дека тука ќе биде ориентацијно 180-190. За 2024, така, приходите? Да, за 2024. Дека уште ги немаме конкретно, ми да, статистички наназад, нека ќе бидат планирани се 180 до 190 милиони евра. Расходната страна,
Значи, за ова година, за 2025, значи, сметаме, значи, според проценките на секторот за финансии и по сите оние податоци што ги имаме, значи некаде 130 милиони евра имаме за отплата на кредити и камата по тие кредити. 130 милиони. 130 милиони, околу 130 Добро, милиони. значи ви остануваат некои 50 милиони. Не, дозволете, одам понатака. 30 милиони евра имаме за Македонија пат. Добро. Уште 20. Имаме 20 милиони евра за експроприација, кои што треба да ги правиме. Добро. Имаме исто така околу 10 до 15 милиони, зависно од колку е обемот на изработени работи, од Синохидро, на секоја фактура, јавното предпријатие државни патишта плаќа 15%. Ако направат 100 милиони, ние ќе платиме 15 милиони од касата на ЈПДП. И тоа се огромни пари. Експроприациите, за експроприација кажав дека некаде околу 20 милиони ќе потрошиме и за плати има околу 10 милиони евра. Значи вие сте негде За проектирање и за надзор, исто така имаме само за Бекстелинка надзорот ние го плаќаме и експроприацијата ја плаќа, меѓутоа го сменија законот, па експроприацијата ја презема државата. Добро. Меѓутоа остана надзорот и 2025 година ќе биде некаде 7-8 милиони евра. И кога ќе ги собереш сите тие, некаде 210-220 милиони евра паѓа, ние сме во субстанца во минус. Вие сте во минус од прилика 25 и 7-8, 32-33 милиони евра. Да. Во минус сме довеќе. Да. И, значи, ние не можеме да работиме со пари од јавното предпријатие. Затоа, оваа минатата година, а се надеме и следната година, Министерството за финансии ќе превземе дел од обрските при исплатата на кредити. Значи, на ратите на кредити и на каматите. Минатата година, мислам дека некаде околу 40 на милиони ни исплати, бидејќи јавното предпријатие кога зема кредит гарант е државата. А се надеваме дека оваа година ќе биде слично, може и подобро, за да може со тие пари јавното предпријатие да прави нови патишта, регионални, и да прави рехабилитација на постојни патишта. Ние знаеме во каква состојба се и колку пари треба да сето тоа се направи. Така да, тоа е финансиската состојба на приходи и расходи. Затоа, тука би кажал во приходи би може да се стави и она од кредитите, ратите од кредитите кои што ги земаме. Значи кредитот е подпишан и сега како се извршуваат работите, се доставуваат до банката, од банката префрла пари на нас, ние парите ги префрламе на изведувачот. Тука се за Бекстелинка, значи, кои што ги добиваме пари од државата, тука се парите од Синохидро преку Ексим банка кинеската, тука се парите од ИПА кои што го финансира градско Дренова, тука се парите од Светска банка кои што го финансира Страцин Крива Паланка. Ајде одиме со Страцин Крива Паланка. Тој го пуштивте кога беше на четврти. Во сабота. И тука Пред сега Божич. СДС нормално реагираат, ние го направивме, вие го пуштивте, па некој ќе каже добро, ние го направивме Темир Капија Смоквица, па вие игравте Чочинг. Каква беше состојбата на Страцин? И мене ми е жал што настана таква состојба. И можам да ви кажам лично дека јас лично сум му се јавил на градоначалникот на Крива Паланка, кој од Социјалдемократскиот сојуз, и имавме контакти. Лично го поканив и си правевме мовет можеби 5 до 10 минути. Аха, го поканивте? Да. Лично сум го поканил и со разговор од 10-15 минути. Баш на оваа тема. Дека ние патот поминува низ Паланка. Вие сте градоначалник на таа територија и јас сум бил градоначалник и знам што значи да се прави еден објект во твојата општина да не те викнат. Лично сум се јавил. И не само на него, сум се јавил на градоначалникот на Ранковце, на градоначалникот на Кратово, на максимум се јавил од Куманово, таму се поминува.
Да, иако Максим не може да го добија, мисля дека беше надвор и не можеше да дојде, после го добив една од неговите соработници, вели не е тука, Максо не може да дојде. Ред. Мислам дека не е добро за да се прават вакви, да речам, препукувања од една страна, од друга страна е добро. Што е добро? Не е Доброто добро. во ова, лошото Добро е- е за нас Не, граѓаните во затоа што има лошото- пат. Не, од друг аспект сакав да кажам. Добро е, во лошото е добро тоа што ние на некој начин полемизираме кој направи чашава. Ама, велиш, јас материјалот го донесов, јас ја дизајнирав, јас онадам, секој си има по нешто, нели? Највеќе има тој кој што го организирал сето тоа. Меѓутоа, ние правиме полемика, условно кажано, се расправаме за нешто направено. Нешто што останува како благодет за граѓаните. А многу е полошо ако не го направиме и се обвинуваме. Вие од таа политичка партија сте виновни што не се направи. А од другата вика вие сте виновни што не се направи. А народот вели карете се. Значи се каже некој збор кој што е незгоден. Ние ви избравме да се карате или да направите нешто. Така да Ова е добра теза. Можеби добра теза, стално многу често сум ја повторувал, заради тоа што добро е за нешто направено, сите да го присвојуваме. Многу е лошо ако ние се напаѓаме на нешто што не е направено. Тоаш по таа логика да е Боже постојано да се карате за вакви работи. Токму така, за да кои види, што се токму од доброто така. на граѓаните. Инаку ја бев многу внимателен во мојот одговор. Баш од Сега, а дојде градоначалникот на Паланка или не? не го видов. Не? А после не му се јавив бидејќи не фатија многу работи, па Божич, а ќе му се јавам. Так. Некој велат дека бил, некој велат Аха. не, ама не можам да потврдам дека Так. бил. Ето од моја страна бил испочитуван, со оглед на тоа што сме и вака, не сме имале потреба од градоначалникот за овој пат, меѓутоа со оглед на тоа што поминува таму, мислам дека е многу редно да се направи. Инаку ја ќе многу внимавав при мојот одговор и реков вака. На овој пат, кој што е долг 25,5 километри, на делот кој што го прави Штрабак и е во некаде во должина од 15,5 километри и фаќа од Страцин до Длабочица, на тој дел немаше ниту 1 сантиметар квадратен асфалт. Што е точно. Дури и земјаните работи и тампонирањето не беа завршени. Особено на клучките, како да кажам, подобрување на постелка, викаат стручните луѓе, градежни инженери, ја не сум градежни инженер, машински сум. Закочено во одредени, како да кажам, во одредени одлуки кои што зависи од јавното предпријатие. Тие сето тоа го откочивме, беа дезорганизирани, со оглед на тоа што изгледа им не им се платило доволно, нередовно, поради ова што и реков, требало да се решат некои ситуации, дали вака или онака ќе биде. И со нашето доаѓање, значи се решија тие работи, почна редовната исплата, се организира и постоја надзор. Значи јас по природа сум човек кој што е многу енергичен во извршувањето на работите и како да речем дури преголемо внимание посветувам на реализација и тогаш си дадов со оглед на тоа што си дадов збор дека и си ветив дека овој пат ќе биде пуштен до крајот на оваа година, додека ми траеше мандатот. Јас зашто бев назначен веде до 3 јануари, викам до 3 јануари, сакам да си го направам, да го пуштам и да речам, еве, ова останува како моја заложба. Добро. Значи, како мој придонес во изградбата на овој пат. За 6 месеци. За 6 месеци. Уште сте видели? Значи, 68% беше процентот на изградба на оваа делница. Ние направивме 100%. На другата делница, која што беше од Лабочица до Крива Паланка, а која што правеше гранит, процентот на извршени работи беше 80 и нешто посто. 85 да земе. И таму имаше проблеми околу обучувањето и тоа се заврши. И таму беше ставен основниот слој на асфалт. Така да она што го гледате на телевизија што го постира Социјалдемократскиот сојуз и тоа е вистина. Значи имаше асфалт, меѓутоа само на тој помалиот дел и тоа основниот слој на асфалт. Го викаат БНС, но значи а не и оној завршниот слој. А на другиот немаше ниту БНС.
Значи, еден Да. дел го правеше Штрабак, другиот дел Гранит, ако добро сватив, така? Грани 10 километри, а Штрабак 15,5. Или вкупно 25,5 километри. А уште сте Така веде да- или не? Молам? Уште сте веде директор или не? Или сте Сега директор? су поново веде. Пак веде? Пак Уште веде. колку 6 месеци, па што не ве става директор? Па видите, сега не знам зашто, меѓутоа си има некоја политика, најверојатно има некој начин да речем на раководење, така да не навлегувам во тоа. Се снајдовте добро вие? Видите, многу тешко се снаоѓам, морам да кажам. Колку искрено. види, реално да кажеш, значи како у школа кога ќе одеш прво деление многу ти е тешко, после веќе трето, четврто веќе си ги знаеш работите. Па добро, што е различно од градоначалник до Многу. затоа што Види, менаџерска е позицијата. Види, начинот прен тимот. Тоа да. Луѓето кои ги создаваш, под еден. Под два, додека го создаеш проблематиката. Значи, градот Скопје има широка проблематика. Само еден дел му е инфраструктура патиштата. Таму имате култура, имате локален економски развој. Таму имате комунални дејности, комунална во смисол на комунална хигиена. Значи многу е поразличен тој кај во отколку овде што е, кај што си кој што правиш патишта од поисок ранг. Овие се државни патишта. Ние правиме патишта, меѓутоа нашите патишта не се од таков ранг. И јас имам една особина кај да отидам, сакам да воведам некоја новина. Ништо што го немал. Така и во градот Скопје, да не кажам кои све новини сум ги вовел, ама една ќе кажам што е врзана со ЈПДП. Имено за прв пат воведов асфалтирање со СМА, сплит мастик. Што е тоа? Тој е еден вид на асфалт кој што е многу поквалитетен од обичниот. Поскап или поевтин се одма ќе Поскапе за праш? 30%. Меѓутоа, зашто тргнав кон тоа? Кога ја асфалтиравме Партизанска, од почетокот па се некаде, мислам беше до Рузвелтова, вака мазно како како што Добро, е да. масава. Ја викам браво на изведувачите на надзорот. Тоа да личи онака како го гледаме во европските земји, така да личи баш на мазно. асфалт. И сега јас не се разбирав многу. И помина некое време, дојда топли времења и почна колотрази да се појавуваат. Го викам јас сега, изведувач, имам добро сега, што е ова? Тако асфалт сте барали, тако сте си добили. Еве тие спецификацијата, викам, така со. Ја почнав да читам и да се распрашувам. А што се појави? Дупки? Колотрази. Она како што идат автобуси особено Да, и вака прави и излабнатина. како што идат колотрази. Значи, како се тркалата почнува во тој дел, Така, вдлабнатина, да, па да искат, да. И ги викнав сите градежни фирми, меѓу кои Гранит, на еден голем состанок, ќе ве молам да ми предложите колку типови на асфалти, и кој одговара за Скопје. Од тогаш од Гранит ми рекоа, ние ќе ви предложиме, сплит мастик. Добро. Тоа е со полимер и со некој влакна специјални. А и што е разликата е со тоа што овој сплит мастикот има поголеми камчиња во асфалтот, некаде во гранулација ги мерат градежници, некаде околу 18 милиметри. Ако гледате, тие асфалти се малку порапави се и погруби, не се толку мазни. Али носивоста им е многу поголема. Тежината на пример на автомобили. Да, носивоста му е поголема. И во тој случај ги викам овие од градот Скопје Дорове. Зошто до сега оваа формула не ја поминувате? Мака се искат раменици. Од сега стандард во градот Скопје на булеварите да биде сплит мастик. Али претходно направивме пробна делница. Од булевар Србија до Васко Караѓелевски до Мајчин дом. Пред Бисер. Добро, знам за кој. И тука веќе се покажа дека добри од тогаш тој стандард се ради. Се ако дојдов овде, зборуваме за новини, нели? И се пак учиш. Пак учам, зашто се овој не само асфалтот, има се во организацијата, веќе имам студирано на машинска организација на работа. Тоа беше 75-та кога почна, по 80-та испадна менеджмент, менаџери, тоа некои странски зборови да употребуваат. Сите станавме менаџери. Па нашински кажам, тој е организатор на работа. Така не? Да. Или оно што е така кадрово сега е... Така ми се викаше смерот кај професор доктор Кралев, организација на работа. Тој сме така се викаше. Менеджмент сега. Ја сега менеджмент. Така. Ние сме менаџери. Не е кадрово, human resources. Да, не е чувар, туку е security. И сега гледам како да подобриме работата, како да ја организираме повеќе. Така да почнеме со ноќно асфалтирање. Ја знаете, и еден пријател мели, вика,
фала на Господ, вика, бе во Белград пред некој месец, вика, асфалтира во 10 во 12 ноќи, зборам во летниот период. Негде август, септември. Добро, дојде и кај нас, вика тоа, за да може се с големи ефикасноста да се постигнат роковите. После тоа во зимското, док кај нас тогаш скоро немало, во консултација со граѓанен факултет, многу едноставно рече директор, само дали сакате да влезете во оваа игра. Како не сакам, Мило? Јас сум за иновации, а вие дали како факултет сте сигурни дека можеме да правиме асфалтирање во зимско 100%. Како го прави Германија, како го прави Норвешка и останатите нордички земји кои што имаат многу мал дел од годината кои што имаат температура 10 степени 12, колку што кај нас е дозволено да било дозволено да се асфалтира или било пракса да се асфалтира. Само му ставате адитив, вика во битуменот, тој добро се измешува и понатака вели ја задржува топлата маса и може многу полесно се како да кажам се става и се обликува со ваљаците. Направивме пробни делници, се направи испитување тука и во Белград, резултатите перфектни, како од сега тргаме со ова. И така ја продолжиме ние градската сезона во областа на асфалтирање, како претходно беа 15 до 30 октомври, зависно од времето, се затвара асфалтните бази, сега веќе, ако е добро времето, и во декември асфалтира. А тоа е она со страцен, вие, што покажувавте тоа беше со страцен, а истото го применивме и на истото го применуваме на сидохидро, на кишев окрит. Добро. Сега, бидејќи си да Покрај тоа исто ноќно асфалтирање, тоа па по дождови, па по снег има работи што може да се работат. Зошто да седиме? Како работат луѓето во другите држави? Треба добро да се платат луѓето, меѓутоа да си го искористиме времето. И тргајќи по добра организација, морам да кажам, го сменивме надзорот, сменивме дел од менаџментот, инсистиравме на смена на дел од менаџментот на Штрабак, се ставија луѓе кои што сакаат да работат, кои што може да работат, кои што знаат да работат и со добар, како да речам, со еден благ притисок во организацијата, успеавме да го завршиме скоро за нова година. 2 дена реков таму нели на говорот, 2 дена закаснивме, меѓутоа тоа добро, до рокот до четврти ти рече. Во однос на 6 години, на 2000 и неколку дена, 3 дена, мислам дека сосема нормално. Ако за 6 месеци дадовте, како велите, си дадов ветување дека за 6 месеци ќе направам една делница, сега повторно ви го продолжи она ведето, така вршителна должност за уште 6 месеци, тоа значи дека... Сега да кажете дека значи заслужено ми е. Не, па да видам сега следниве 6 месеци каде ќе ударите форца, дали ќе одите бидејќи следниве 6 месеци доаѓа сезонава. Поново. Да, доаѓа и сезонова, летнава сезона и претпоставам форцата ќе ударате на Кичево Охрид или тука пред Кичево Охрид. Сега на многу брзо, мислам следната недела ќе треба да го пуштиме и патот градско Фариш. Колку километри тој? Тоа е 15 километри, кома нешто. Тоа го прави исто го прави Штрабак, молам? Експресен е тоа? Да, и тоа е експресен. Тој го прави исто Штрабак. Тоа е некај пресек како се качуваш, така? Ако не, уствари од градско кога одиш према Прилеп. Да. Некаде кај бензинската Мак Петов што беше. Добро. Тука има клучка и се исклучува за Кавадарци. А може да се продолжи према Прилеп. Сега и таа делница е поделена, исто е околу 25 км, и таа е поделена исто. Само што сега пак поново е Штрабак на 15,5, а на 10 не е гранит, туку е синохидро. Кинези. Сега ние ги пуштаме тие 15 кома нешто од Штрабак и плюс некаде ориентационо околу 2 километри кои што се во надлежност на изградба на синохидро. И бидејќи тоа е до клучката. Бидејќи без таа клучка нема како да кажем, нема целина, нема ефективна целина. Тоа значи следно кој што ќе биде пуштено, така? Да, тоа ќе биде многу брзо пуштено, да. Колку пари е тоа? Па види, едно тоа е 37 милиони евра. Добро. А тоа што е на Штрабак, а ова што е на синохидро е 33 милиони евра, меѓутоа нема да пуштаме цело, току 2 километра ќе пуштиме од тој. Така да 33-37 па сметате колку се, тоа е околу 80-70 милиони евра. Добро, овие на груби на блацене ги правите тие?
Не, тоа е дополнително, сега малку... Намерно направив за 2 километри, за тоа направив. А тие 2 километри... Дигресија, ама ќе Видете, вратам на тој пат се шегувам. Тие 2 километри испадна историски километри. Прво тие завршуваат во дол. Како е во дол завршува? Па видете, има дел од нив. Ама ова не е сега политика, така бидејќи нели кога се смени. Зборам, ја не се бавам со Да. политика. Затоа го напуштив парламентот. Ја бев пратеник. Ја бев координатор на пратеничка група. Знам се И си дојдов во Газива. Зошто? Па викам, сакам да направам нешто по кое што ќе ме паметат, а и на мене ќе ми биде одишка на душа дека е нешто сум направил во мојот живот, кое на што ќе се сеќам дека сум жив, дали можеби ќе ме паметат по некои добри работи, да. Тие 2 километри првиот дел со кружниот тек е во функција. Меѓутоа останатиот дел, еден помал дел, тој практично завршува. Сигурно го планирале во 2 фази. Сигурно било во прилог на тоа да од граничниот премен има поголема пропусна моќ на патот или подобар пат, не знам, сигурно имало некоја замисла. Не навлегувам во тоа, меѓутоа само 2 километри тој заврши и тој треба да продолжи Се промашена е таа цела делница? Тие 2 километри промашени се? Стварно Не, во делот? дел е пробаша зборуваме. Сега, ако е 2 километра, се вози пример километар и нешто. Останатото завршува во дол. Па како го проектирале? Фазно се проектира. Тоа е проектиран како дел од 12 километри од границата Блаце, па се до заобиколницата на Скопје. И тие се под ваша юрисдикција, така и тој пат? Па види, тој ќе го правите тој или? Државен пат. Види, тој пат е во една напредна фаза. Значи, завршена е предквалификацијата, се прави тендерска документација и се надеваме дека некаде во мај месец ќе ги има понудите од овие што се квалификуваа во предквалификација. Меѓутоа, со оглед што е многу скапо. Министерот неколку пати го напомена. Ние сме во многу добри односи со министрот, заедно имаме многу добра соработка во реализација на проекти, со оглед на тоа што е тоа наше ресорно министерство. Многу работи има кои што зависат од министерството, кои што зависат од јавното претпријатие државни патишта. Само заеднички може нешто да се направи. Никој сам ништо... А зашто е тоа толку скапо таа делница? Со оглед на тоа се оправдувањето. Бидејќи е многу скапо, е некаде околу 230-240 милиони евра за 10 километри. А зашто е толку многу пари? Значи има тунели многу. Значи има колку има тунели 10 6 километри во тие 20 километри, 6 километри се тунели. 20 зборувам зашто 10 се во еден прави, 10 во друг. Да, ве сватив. Значи 303 отприлика. Тука има тунели. Има многу виадукти. Тоест мостови. Не може. Виадукти бидејќи нема река. Разбирам, да, нема река. Ако има река, да се вика мост. Ако не виадукти, значи на народов е исто и вака, е визион. Они мостови ги викаат сите. Па да. Не се знаеме зашто. Па и мостови, па практично народно се тие мостови, да. Значи многу малку, скоро да нема рамен дел. Освен овој првиот дел додека не почне качувањето према планинскиот или ричкиот дел. Дајте ми ги сега кој надзор го сменивте вие? Кај Бехтел и Јенка нешто интервениравте, реагиравте или? Не, надзорот кај го сменивме кај Штраба. Кај Штраба го сменивте за градско, ово што го зборивме, така? Не, за Страцин Паланка. За Страцин Паланка, Да. таму е сменено. Што се Да, случува по него, види, малку имаше поспорно ни одеше работата и самиот човек рече јас тоа темпо и поради други причини се повлече. Да. Добро, трејаноски на секој место отиде, на секој отворена ваквото да види што се случува. Така не е само од информација. Сакам да кажам пред бил на Страцин како станавте директор, отиде, сите ги обиколи отворени 10 точки. 10 пати сум бил јас таму. И повеќе. Значи одам и кога не ме очекуваат. Јас сите подизведувачи ги знам и лично комуницирам и ги ги поттикнувам, да речем, ги молам да завршат побрзо. А добро и викаш или? Не. Со викање не се решава работа. Значи со човечки однос се решава се. Така, но сега тоа не е ќе каже некој македонски синдром, меѓутоа еве работат странски фирми. Треба на секој ли да му висиш на глава на мајстор? Како на мајстор дома треба да висиш на глава нонстоп за да оди работа? Види, можеби е тоа што дадовме кратки рокови. Под еден, по два, што дадовме многу доста се вклучиме во реализација на Добро, тој вие проект. давате рокови, ја можам да кажам, извини, не можам да го стигнам тој рокот, сега некој го Да, привика, ама така? јас знам дали може, дали не може. Ако подобро правите контрола, знаете некој
дали може да го заврши тој или не може да го заврши. Знаете дали денеска скивира, па не го порачал асфалтот, па се јавам јас кај асфалта да база, би порачал асфалт? Не. А зашто не вие ми велат, не работи денеска асфалтот. Како не работиш, му викам? И па вика, не ми порача, вика. Како? Зашто не си порачал? Па добро, вика, сабота е. Па друго е сабота. Работен ден е, сезон е, у зимно време нема да работиш. Таква ти е професијата. Значи земјоделците во зимно време си поише одмарат, него работат напорно и ова во времето дека е топла сезоната. Така да сум влегувал еден чекор поназад заради тоа што ако им веруваш се на нив, нема да го завршиш. Така да има увид и комплетно како пулсира целокупниот механизам на сето. Ти овој притисок, условно кажано, сам си го поставуваш на себе? Да. Нема врска она од владава, значи ние претходно сме гледали она како било. Види, владата ти дала доверба. И таа доверба треба да ја оправдаш. Не валоризираш. Јас сум имал поддршка од премиерот многу. Значи се интересира докаде е коцова работа, докаде имаше некој проблем. Се јавува премиерот таму. Да видите, страци ни е важна, клучна точка, дел од коридорот 8 треба да го завршиме. Не е добро да цело зима граѓаните останат без да се движат по тој пат. Така да благодарност до премиерот за неговото интерес и за решавање на делот. За интерес за решавање на одредени проблеми. Сега некој ќе каже, па ете нема проблем, еве коридор 8 прво го фативме, апропо оно со Бугарија. Еве ние се споивме, сега не говорам за тој железнички дел за кој што говореше министерот Николовски, туку овој дел еве го заокруживте. Така, до граничниот премин тамо исто се правеше за до граничниот премин. Претходно гранит го има правено од Паланка до готов е. Има одрони на соглед на тоа што земјиштето е планинско, да речем. Има одрони кои што ние имаме сега проект за санација на тие одрони, не било предвидено во проектот, меѓутоа направен е патот, мислам, за да биде малку попроточен. Не е тој експресен пат, туку е со тоа што е направено во тие што се на горници, има потрета лента на одни места кај што смета дека е ризично и слично, така да во подобра состојба. Таму единствено е тоа што ни сред Паланка поминува патот. Ние викаме обиколница Паланка, таа е ни сред Паланка покрај реката. Веќе следна години таму има предлог, има и проект за санација или за реконструкција на тој пат. Останува патот од Романовце, пред Куманово, кога одиме, пред патните рампи, па од левата страна гледано од Скопје према Куманово, го заобиколуваме Куманово и до Страци. Има еден проект кој што е стар и ние планираме да во наредниот период и тој пат биде направен. Значи, почнувајќи од проектот, ако треба нешто се промени, се променува експропријации. Тамо има еден дел кој што е шантрав, да. За овој дел што говорите од Романовце, кога заобиколуваш вака. Романовце некаде мислам дека почна, не ме фаќате за зборот, мислам дали од асфалтната база, од тоа и слично тука, па оди вака, значи де Куманово не иде од Куманово па десно, да го поминеш Куманово па десно, да идеш за туку оди пред Куманово, десно оди. Да. Ајде, она за кое што сите зборуваат, Бехтелиенка. Што правите со Бехтелиенка? Ја ми беше гостин министар за транспорт и врски, тој даде уверување и тој јавно го кажа и на пресконференција дека барем некои 20, 30 или 40 километри, не знам колку, или оној момент од пресека се, ако добро сватив, или од пресека до Охрид, барем тој да биде пуштен или да биде пуштен од аеродром, од Ботун, сега не знам точно како беше, еден дел до пред сезоната, барем влезот до Охрид да заличи. Видите, Бехтелиенка е посебна приказна. Дотуше тој дел пред Охрид не е Бехтелиенка, тоа е Синохидро. Не, Синохидро е. Синохидро е. Тоа нема врска Бехтелиенка. Бехтелиенка е Тетово Букојче. Поминавте, да. Од Кичево до Охрид е Синохидро. Да. А Бехтелиенка е Прилеп Битово. 40 км. 4 делници. Тетово Гостивар и Гостивар Букојче. Букојче. Тука е Бехтелиенка. И од Требеништа до Ќафас. Ама тамо кажа министерот, ќе видиме што е, како е, малку таму има проблем, настана и со археолошките наоѓалишта, нели се наоѓа таму, и тоа е подречје кој што е многу од аспект на археологијата многу сензитивно. И заради тоа е многу внимателно го тераме. Тоа најверојатно министерот има повеќе сознанија, со оглед на тоа што таму е со
со соодветните ресори кои што од аспект на археолошките Значи, истражувања. ајде со пред Бехтелиенка, тогаш со Синохидро. Синохидро. Тој дел од Охрид ќе биде пуштен? Видете, тој дел од Охрид, кажа министерот, Што си зададовте вие за 6 месеци? За да ви го продолжат уште еднаш за Софија. Добро, види. Последниве 6 Ако месеци. тимот работи не е важно се шановите тимот. Важни само не се најважни, знаете, важен е тимот. Значи во тесна координација сме со министерот, така да се надеваме дека добар дел од патот ќе биде пуштен. Значи тој е поделен на 5 секции. Првата и втората ги прави граните. Од Кичево тргајќи према Охрид. Добро. И тука се најчесто на ридскиот дел со огромни косиди, со проблеми при косидите. А третиот дел И Линден. молам? И Линден. Третиот дел го прави Илинден Струга. А тој е од Врбјани до Ботун. Добро. И тој дел ќе го пуштиме. Веќе левата страна е комплетно направена. Добро. Треба десната сега да правиме. Да. Ќе се направи таа, се надевам некаде пред летото. Та до кога би После било доаѓа- готово? До пред летото, така? Да, до пред летото Врбјани се Ботун, надеваме. добро. Да. И после А другиот се дел? надеваме дека на оној четвртата телница е од пред Ботун па се до Требеништа. Тој е Синохидро ја прави. Тамо еден дел е направен, па еден дел не е направен. Па де има, де нема работници. тука има се користи и постојниот и новиот. И пат. новиот. Значи нема да остане постојниот па се прави скроз нов, туку се има и постојниот и новиот дел ќе се направи па се преусмерува сообраќајот на да правениот дел, па после тоа да се вози по стариот, а до стариот се прави новиот, па кога се направи новиот поново се онати за да може од другата лента да речем да се направи од стариот пат. Така да од Климештани до Охрид се надеваме дека и тој дел ќе биде пуштен, а јас често внимателно зборам, со сигурност едната лента, целосно нова, а правиме напори да бидат направени двете ленти, а особено што тука кај Требеништа треба да има клучка која што се исклучува према Албанија, према Ќафасан. Таа клучка нема да се прави во целост, меѓутоа ќе се направат предуслови за неа. Тоа е со оној дел кој што во еден дел ќе има, иако нема ништо доздолу, ама во иднина треба да помине дел од патот кој што иде према Ќафасан или се враќа од Ќафасан. Тука има еден надпатник кој што сега интензивно се работи и сметам дека останатото ќе можеме да го постигнеме. Чекај се, тоа е кодиш од Скопје, према Охрид или од Ботун Кичево ќе го према поминеш Охрид? Ботун и доаѓа Климештани. После аеродромот за Требениште говорам, после аеродромот вртиш што видите за накај Ќафасан. Да. После аеродромот десно, тој и на кај Струга влегуваш. Од Требениште, практично да, така? од Требениште да кажам. Иначе Ботун кој ќе поминете, ова кој ќе почне на рамничарскиот дел, тој е Климештани. Од него тоа знам, понатаму. да. И сега, сума сумаром, гледам дека не се впуштате, поприлично сте внимателен во ветување, што, како, до каде, и за колку време, но генерално отприлика колку километри би било, еве, тргнете таа фаза која што велите, барем да ќе видиме дали ќе стигнеме со двете ленти, меѓутоа до пред летото би имало ли нормален влез до Охрид и до Струга? И мислам дека ќе има, со оглед на тоа што овие 5 делници заедно прават околу 60 километри. Ако го исклучиме првата и втората, или ако ја вклучиме петата која што прави Илинден Струга и третата, тоа се некаде 20 неколку километри и ова ако земе на Синохидро, мислам дека околу 30 на километри ќе бидат 30 до 35 ќе бидат ставени во функција. Добро, значи добро се разбрав со министерот што кажуваш. Дајте ми ги Бехтелиенка, докаде сте со експроприацијата ето во Гостивар? Што се случува на потекот Гостивар во Којчин? Видите, Бехтелиенка кога дојдов, затегнаме да состојба во кој што Бехтелиенка воопшто не беа воведени во работа. Или беа воведени во работа, работеа само на делот кај на реката Вардар, после Гостивар, во бетонирањето на столбовите, кои што беа тука исто ќе биде, тоа е веќе мост преку Вардарот. Да. Не вијадукт, туку мост е. Мгм. Натаму има вијадукти понатака. И во еден мал дел можеби на државно земјиште ако имаше малку. Останатото прилеп битула нема тргнато. Не прилибител го чувам посебно, овие дел. Не, нема истото, да. Аха.
Ја во целост ја зборам, не Добро. не знам што ви интересира, но мислам дека ќе најдеме Па ме интересира колку разбирање ќе во бидат сето готови. тоа. Значи, они го потпишаа договорот претходната влада на 8 март 2023. Во договорот зема обврска дека за 6 месеци ќе решат експроприација. Експроприацијата. За тоа Тетово се Гостивар, така? Повеќе И Битола за Прилеп. сите, За сите, да. за сите. Добро. Меѓутоа, тоа се повеќе од 5000 катастарски парцели. И сега, нормално, во основа на договорот, американците кои се педантни, си донесуваат луѓе и си донесуваат механизација. И турци. Или ангажираат. Така, пошто се тоа А во американци и турци. договорот, знаете какви адвокати се имаат силни, си напишале доколку тоа не е, тоа се пеналите. Доколку не е ова, ова се пеналите. И кога дојдов тие, скоро да не работи. Скоро. Ништо? Работеат. Значи, зборувам дека работеа на симнување на некои, како да кажам, на косини и депонира материјал во одредени делови. Значи, тие одеа, пред да дојдеме ние на власт, тие одеа како Бекстел и Енка. И главниот на Бекстел и на Енка, едните се турци, другите се американци, одеа директно во катастар, во имотно-правни, во државно правобранителство, во Министерство за земјоделие, да ги решаваат проблемите околу експроприацијата и останатото. Сами? Сами. И му велам јас, слушате, од сега не е потребно да одите вие по институциите. И јас сум тука назначен, јас сум представник на оваа влада, на оваа држава, за да ви за да оние предуслови кои што ви се потребни да ви бидат овозможени и да бидете оведени во работа. Да не губите време, туку да си вадите работа, остете не. Како ќе го направиш тоа? Ќе дојдете у вторник на состанок. Во вторник на состанок, државниот правобранител на Битола, на Прилеп, на Тетово, на Гостивар. Директор на Бирото за проценка со уште неколку луѓе, од Министерството за земјоделие, од катастарот, од Управата за имотно-правни односи и повелете. И сега почнуваме. А претходно имаме извештај. Ајде, колку има решени, колку не решени, колку треба да решиме. Се извинувам. И си даваме рокови. После 15 дена поново се гледаме. За 15 дена имотно-правни тоа и тоа. Да, ние тоа ќе го завршиме. Или не можеме. Државно правителство, зашто стоите? Нема од сега да стоиме. Стоиме, па немаме опрема, немаме компјутери, немаме печатари. Во ред, Бекстел Енка, ќе молам помогнете. Ако не, ја ќе ви помогнам. Немаме луѓе. И луѓе ќе ви најдеме. Волонтери, или луѓе кои што ќе бидат ангажирани. И тоа им го обезбедувавме. Значи, до тој степен сме одале. За 15 дена веќе се гледа напредок. За месец дена уште поголем. За да на крајот Џош вика, вели, не верував. Не верував, Џош, така се вели овој американецот кој што е представник на Бекстел Енка, тој главиот. Вели, не верував дека до овој степен ќе стигнеме. Наместо вие да одите таму, јас сум должен да ги соберам, а сите они сакаат да работат и сакаат да се заврши. Така да, за кратко време, ние ги воведовме во работа, не ја исчистиме целата делница, меѓутоа им дадовме пример 6 км или 8 од една делница од друга, и како тие напредуваат, така ние напредуваме со експроприацијата. Така да веќе не сме во застој. А сега експроприацијата превршува, се гледа крај? Привршува, да, готова. Да, ќе беше готова, како што вети до нова година. Бидејќи тој Тетово Битола Прилеп и Тетово Гостивар, тамо не би требало да има некој, сега не е нели како Бокојчани да има вијадукти, тоа е баш рамница, онака би требало брзо да оди. Мислите изградбата? Изградбата, да. Да, видите, нема да оди баш толку брзо, особено Тетово Гостивар, со оглед на тоа што се преклопува со постојниот пат. И таму ќе има пренасочување на сообраќај. Друго е кога правиш ти делница на, како да кажам, на ливада. Ај условно кажам на ливада. Да, на празен простор. Оде ќе има доста преусмерувања, а ќе треба да се направат нови надпатници или клучки. Добро, да, и потоа да се срушат постојните. Пак не е како, например, да треба овој Гостивар Бокојчани да треба да... Меѓутоа, мислам дека е полесно, се сложувам со вас, и мислам дека ќе оди побрзо. А Прилеп Битола исто? Ние сме веќе исто. Така да ние сме веќе еден чекор испред Бекстел Енка. Еден чекор во смисла на тоа да има возможни услови за работа, да има експроприација. Со експроприациите има 300 проблеми. Значи, дали биле државни, дали биле приватни. Со приватните особено. Па нерешени имотно-правни односи во смисла не се поделени меѓу себе. Значи, починал собственикот на
надолу има, не знам, 5-6 собственици. Второ, она што е под земјоделско земјиште државно дадено под концесија. Нема информација. Па треба да се иде направи проценка, па да се види изгубена добивка на ако има насади. Многу проблеми, меѓутоа, со оглед на тоа што заедно бевме сите и многу побрзо ги решававме проблемите и многу постручно и си разменува и мислења службите меѓу себе, мислам дека и тие на некој начин поише се создаа. Така да, оној дел кој што е нашата обврска, ние си ја завршуваме. Ако е вака, како што видите? И затоа, велете, ова ќе го напоменам, затоа ние како ЈПДП, Јавно предпријатие за државни патишта, од јули до декември, додека бев значи веде директор во првиот мандат, направивме извршени се градежни работи од страната на изведувачите во вредност некаде од околу 120 милиони евра. Добро. И тоа многу влијае на бруто домашниот производ. Значи, не се тоа фиктивно, туку извршени работи за кои што се исплатени пари за нив. Тоа значи се работело. Искрено, за трошење пари за вакви капитални проекти на никој од граѓаните не им пречи, меѓутоа кога се трошија за оние спомениците, тамо реагираа поприлично бајаги луѓе и сега наместо за спомениците да се дава за патишта, да сега ќе бевме и можеби готови. Ќе бевте и како влада, но вие тогаш бевте градоначалник, но еви да го прифатам ова што го велите. Колку милиарди и 300, колку е договорот со Бехтел и ЕНК? Околу милиарда и 300. Околу милиарди и 300. Милиарда и 50 околу запатот и другите се за другите трошоци. Претходната влада даде прва транша рата, како сакате наречете, колку 250 милиони или колку беше тоа? Види, даде околу 230 милиони. 230 милиони евра. И сега тие дадоа за што дадоа 230 милиони евра, ако немало ништо, ако Не, има оправдување врз основа на договорот. Даден аванс. Добро. 100 и неколку милиони евра, мислам дека. Па дадени се за логистичка подршка. Па дадени се за некои други работи, така да... Ама и не функционирале баш не, работите. Не се извршени работи. Многу малку. Значи, минорно е. Па зашто се дале тие пари? И па ви кажав, аванс е дадено. Дадени се за логистичка подршка, дадено е за некои други работи согласно на договорот. Сега оваа влада, која што предводи Мицкоски, даде пак нешто на ваквото, мислам дека даде, ако не се лажам. Не им дава, не им даваме за завршени работи. Ништо не им плати, до сега ништо не имате платено, не вие вие плаќате или државата? Не, или државата вас па? Не, министрот може ви објасни, ги плаќа, парите ги дава Министерството за транспорт и връзки. Добро. Ги префрла на ЈПДП. Бехтел и ЕНК од завршена работа ќе достави ситуација до посебна проектна единица имаме за Бехтел и ЕНК, во кој што работат 10 до 15 луѓе. Ги проверуваат ситуациите согласно на договорот, значи има таму цени едно друго, и околу ќе одобрат ситуацијата, ние врз основа на таа ситуација и да парите кои што се префрлени на посебна сметка или до транспорт и врски ги доставуваме, им се исплаќа тоа. И добро, ама значи нешто има завршено валјда, чим имате и исплатено. Реков ситуација, значи завршена работа. Да. И колку имате да се исплатено од прилика? Па на Бехтел и ЕНК мислам дека некаде околу 40 на милиони евра имаме исплатено. Може би повеќе да. Но овие 230 што ги изборивме. 40 до 50. Да, вие 40 до 50 на тоа што е. А надзорот исти е таму, бидејќи таму беше поприлично голема галамата сега. Вие не знам колку гледавте, дали имаше политика во сето тоа. Беше така, да, онај дел од конзорциумот од тимот кој што од фирмите кои што комуницираа панели. Се бавеле со нешто многу приземно. Истиот е надзорот има потпишано договор. Значи, за мене вртоглави се сумите кои што ги зима надзорот. И тоа е нереално? Молам? Нереално? Па многу се високи за наши услови. Многу. Вие сте човек кој што видите ако е квалитетно, па и нека е поскапа. Дали е квалитетно? Не, премногу. Колку? Оли вели се ова се стандарди, европски стандарди. Добро, европски стандарди, ама ова е Македонија сепак. И колку зима надзорот? Али тоа се меѓународни, тоа е на тендер направено. Па видите, ние сега некаде за оваа година планираме некаде околу 8 милиони евра за надзор. За овие за Бехтел и ЕНК што избереме? Да.
Тоа се пари се тоа 8 милиони Многу. евра. Уште малку, па уште некој километар пат е тоа. Само за надзор. И па дискутираме со министерот доста на оваа тема, гледаме нешто да промениме. Нормално законски доколку успееме. Може? Гледаме да најдеме начин. Мгм. А бихте ли Енка би реагирали или не? Например, Не, кој се не, менува нема, надзорот. па Надзорот мислам е дека- државата го бира надзорот, така? надзорот е наш Мгм. обрска, ние го А- плаќаме. А за сега се ја врши Практично добра надзорот е работа? нашите очи и уши таму. Апсолутно. Треба да биде така. Така, Да, така не да тоа. оди сега Трајановски и да тој да гледа покрај надзор и тој да гледа. Секако Али дека во ќе одите и нормални вие. држави со во нормална организација, значи нормални кој ќе речам, смесам дека кој е доста организирани држави, Аха. значи изведувачот не треба многу да се бави со тоа. Има надзори, имаш проект менаџер на тој проект и треба ти да си ја терат работа. Да. Меѓутоа кај нас за жал е се на туркање. Затоа што на крајот од денот и после ако не дај Боже нешто се случи, некој тој што ќе одговара е надзор, така. Не, во рете, тој пак си ета. Меѓутоа, во смисла на динамиката, јас зборам, на завршување на работите. Во однос на квалитет, задоволни ли сте бидејќи многу еднаш говорам сега генерално говорам. А апропо оно што се случи во Нови Сад, квалитетно во Македонија се гради? Или ги имаме бектилинка и имаме надзори, даваме на вистина многу пари? Па, види, сосеме различно. Мгм. Не, сега тоа Ова е на што се случи стрешница, таму, јас сепак онака... тоа е градежен Мгм. објект, ова е овие се објекти кои што се од линиска инфраструктура, да речем. Надзорите мора строго да гледаат. Да, но И пак ти- има тунели, има големи ти- виадукти, имаме големи мостови низ кои што поминуваат, знаеш, пак... Па видите се, има председно косините малку не се проблем. Мгм. Затоа и кај Синохидро веќе правиме дополнителни геоистраги, бушење. Тоа е за Така. Кичево Охрид-Зборите? Да, за да би може да се види структурата на земјиштето долу и врз основа на тоа да се проектираат стабилизација на тие косини. Дали ќе биде со галерии, дали со потполни ѕидови, дали со некои други форми, ќе го кажат проект. И поприлично мака има и стрбите на Градаличка клисура. Меѓутоа како така го решија Да, сега. Сега тоа не знам е колку е дали Малку идентично. малку има они во однос на ние што имаме на Кичево Охрид. Колку имаме ние? Има многу повеќе имаме. Аха, во Ние километража или Може во би, не, во бројот на косините кои што се, Аха, вие на- знаете, на патот терен. колку е дигнат патот, гледајќи кога одиме на Кокрит од десната страна, почнувајќи од Кичево, Да, па се гледа се поприлично е до бајање. Врбјани, да. Па затоа велам види, кинезите правеле уште што не направиле, претпоставувам дека не би требало да имаат Видете, проблем тие. Значи, никој не ти праќа прв тим овде. Разбирате? Да. Добро се, ама валјда не праќаат ни од Не, пониските добро, лиги. внимателни валјда. се нормално, не е како тоа во Кина. Нормално, таму се сите луѓе кои се од, како да кажам, со висок квалитет. Мгм. Нема истите да ги пратат во Македонија, меѓутоа имаат комуникација, главната фирма што е во Кина, постојано има и таа надзор. На нив има многу важно да овој проект биде квалитетно завршен. Добро и за нив И и за навремено. нивото реноме е значено. Сепак им значи реноме. Мгм. За сето тоа биде квалитетно завршено. Ајде вака Трајановски, за колку време ќе бидат готови овие делници? Например, од Прилеп до Битола. Најоптимистичката варијанта, која е да биде готова како што имавме на 4 јанари, кога ќе може да се пушти еве лента за Прилеп, Битола, за еве ако сакате од Тетово до Охрид, крајна дестинација, преку Букојчен и тоа све минато. Знам дека таму има 12 километри, не знам дали се решени тие, од Букојчени до Кичево како да се спои, Да. што продолжува Синохидро. Не знам тоа дали е решено тој момент, бидејќи Видите, тој дел беше прво се тендерираше како целина од 12 км од лека, кој што рековте. Па потоа се подели на два поради тоа што во вториот дел кој што е Да. поблизок према Букојчан имаше одредени проблеми со населението, со експроприации, па го поделија од Кичево до Црвеци 1, од Црвеци преку Строгомиште до Букојчан и втор дел. За да сега ние поново на сугестија во консултации со банката се ќе почне поново, значи како еден дел. Така да уште не е завршено проектирањето од тоа сега говориме за тие 12 километри, така? Да, Што се останати? првите 6 километри од Кичево до Црвеци се проектирани и дури имаше евалуација на предквалификација.
Делното од Црвец до Строгомишта, ше околу 6 км да речеме ориентацијно. Добро. Проектот се уште се прави. Не можеше се направи поради проблеми со населението. Тие ги откочивме, се проектира и очекуваме дека некаде крајот на мај, почетокот на април да биде готов проектот. Тој е проектот како проект. Проект како проект. Да. После тоа, заедно со банката, или со консултантите, ќе почне подготовката на ајде да речем објавата за предквалификација. Па после тоа објава на предквалификација имаме евалуација или испитување кој колку ги задоволува условите за да биде понатака повикан да даде понуда, кој ќе заврши тоа, банката го контролира и ќе се побараат понуди од сите тие кои што се квалификувале. Добро. И кога ќе бидат пуштени овие делници, на пример, роковите како се? За делница од 12 км сметам дека при крајот на оваа година или почетокот на следната година ние би имале изведувач. Не, целата, на пример, патот, кога ќе биде функционален од Тетово до Охрид? Не можеме така да кажеме заради тоа што не се во исто време почнати. Знам дека не се. И овој сега, ако овој се работи интензивно, да речем од Тетово до Букујчани и да речем од Кишево до Охрид, овој од Кишево до Букујчани сега до прво некаде во кажувам крајот на оваа година, следна година треба да избереме. А Прилеп Битола на пример? Прилеп Битола тоа е од делот на Бекстел Јенка. Да. Па сметаме некаде 2028 ќе биде пуштено. Па добро, има работа. 2028 3 години има работа. Да. Добро. Може да биде и 2027, зашто Бекстел Јенка интензивно работи. Може 2027 да биде. На овие другиве патишта кои што се со унгарски открити, тие немаат врска со вас, така тие се врзани со општините, министерството ги дава тие се за општините. Добро. Дајте ми ги малку, бидејќи мораме да привршуваме, јас можам уште многу да говорам, сума сумарум прилично милиони еври се вртат во овој бизнис, автопатски делници се градат. Железницата не е во ваш домен. Не, тоа е посебно евро предпријатие. Но во ваш домен се патарините. Да, може ли да станеме, да не застануваме веќе? Мислам, ја не застанувам, имам како се вели, такче имаме, да. Меѓутоа, од другава страна, од Тетово натаму, нема ни такче гостивар, нема ни такче 20-30 денари. Сега, бидејќи се пофаливте дека сте, како видите, сакам да воведувам, сега тоа не е некоја иновација, малку расширите ги патарините да не биде тоа што го ведувам не е некоја иновација, тоа го имало претходно, само ние го ведуваме кај нас. Не е измислено, некој не е изум кој што го немало. Со такче веројатно ќе треба и да се отпуштат луѓе. Се очекувам дека некаде пред годишните одмори дека ќе воведеме овој системот со што повеќе тагови, ако имаме 5 поминување од еден смер, добро, значи 5 рампи, да ги речеме. Сега една или две има тагови, а другото е кеш или картичка. Да. Ние гледаме да остане само една со картичка, од различни причини, а што повеќе да бидат со тагови. Картичка платежна или картичка на онаа што е? Бидејќи ја имам и картичка и така. Не, збориме за картички тие платежни, така. Види, очекуваме дека овие картички нема да веќе да бидат во функција, со оглед на тоа што сакаме да поминеме во голем дел на тагови. Да се помине на тагови, ќе веќе правиме студија кои се субјекти сакаме да ги вклучиме во продажбата на тагови и тие да си добијат процентот патарината и со тоа тие ќе бидат мотивирани што повеќе тагови да продаваат. И со тоа ние да зголемиме проточност. Онака како што е во Србија. Да, нема да има застој нигде. Нема да има застој, многу малку ќе има застој, искоро да нема. Евентуално, софтверот да откаже и слично. Инаку за патарините има еден проект кој што е неколку милиони евра. Тоа значи Сопот се заврши, треба Миладиновци, овој што е кај Сарај, Тетово и Гостивар. Меѓутоа овие 4 се закочени. Одвај ги откочивме. А зашто? Па затоа што она кој што е во проектот и она кој што е во изведувачот не се сложува. И едните се управо и другите се управо. Не е децидно направен тендерот, тоест проектот и тендерирањето. Меѓутоа, несватливо е стварно. Меѓутоа, јас изгубив енергија, јасно најмалку истокот 3 до 4 месеци изгубив енергија.
како да направиш, а да не погрешиш законски. И за тоа ли треба закон, бре, за так да ставиш? Не за тако, избориме за реконструкција на патарини. И за тоа треба закон? Да, да не погреши во законот во смисло на тоа тој што го добил тендерот, Аха, во таа што треба да го направи по проектот, вели во проектот не ви е дефинирано, овие викаат не е дефинирано, меѓутоа во укажувањето од ревизија од ова дефинирано. И сега поимолошки, дали плюс ова треба да го направиме или не треба да го направиме. А тоа плюс, Значи и плюс пари. Плюс пари. Сега, ако јас речем во ред и тоа, во тој случај треба да некој стручни лица да речат да, токму е тоа така. Да, и можеш да дадеш пари бидејќи на кој ти Знаете, тоа се за од неквалитетни проекти се произлегува и се закочува. Како бре за тој дел го промашиле за овој, за истокот не го промашиле. Градско фаризено. Штрава година дена не работеше. Вели тоа што година не беше платено, па после имаше анекс 3, анекс 4, анекс 5, за да можеме после година дена да ги вратиме, а беше скоро завршен. Остана само уште една косина. Крадени ли се пари, бе? Треба да ги решаваш проблемите. Крадени ли се пари? Не зборувам за крадени Не, пари. јас ве прашувам дали се крадени пари. Не би можел да кажам. Се година и пол не работиш. Сега ме возиш, што викате вие 3 месеци, јас се замарам. За овој дел може тука патарината да има тагови, кога ќе тргнеш од Миладиновци натаму. На Миладиновци нема так. За другиот дел од Тетово Гостивар таму не можеш ни со картичка она да нема да поминеш. Видите, и ова што рекол кај градско. Не е решавам проблемот, оставене. И овие не добиваат пари, се тргаат. И сега што правите вие? Ги решаваме проблемите, го решиме градско и сега ќе го пуштаме да види. Добро. А овие исто така ги решиме и веќе тргна. На Тетово Гостивар ќе можеме со такси да поминеме. Тетово и Гостивар ќе се реконструираат преку под Бекстелиенка, сега ќе има нов пат. Добро. Ако ги направиш нов па ништо, и оваа сезона летна ќе останат. Да, значи ако го направиме, затоа решивме, барем стручните луѓе решија, стручните кај мене инженери решија да Тетово ја прилагодиме, а за Гостивар со оглед на тоа што ќе падна бидејќи е влезот, да ја оставиме за До душа на Желино Скопје има со картица можете. Желино има Тетово Гостивар само. Не ми беше таа наплатна станица во фокусот на дискусијата на овие кои што требаше да реконструираат. Немам кај да те 6 месеци направи пат, немам кај да те закачам малку. Баш кај што сега кога одев за Штип и баш во автомобилот и гледам веќе луѓе излезени тука пред Илинден на она, нели, ние многу мака имаме и со дрвјата кои што се поминуваат покрај булевари, покрај автопатски делници, гледам луѓе и баш коментира видео коце и тука пушти луѓе со дрва. Таму ќе имате сериозен проблем, особено летово, она делница која што ви е на кај Од Миладиновци према Штип? На кај Грција. Миладиновци Штип, гледам на некои места веќе ви е попуштен асфалтот. Од Миладиновци кој ќе се искачите нагоре доле веќе, а нема толку густина на сообраќај за да попуштевате овие ќе отидете ќе си направите една како се види тоа обиколка. Дај дупката кај Неготино шити се дупката кај Неготино и кај Демир Капин не можам да ги поднесам веќе. Мислам, коли искршиме и србите мајтаптераат со нас со дупката. Што е работа со дупката? Дај асфалт, јас кидам ќе ја ставам сериозно. Претпоставам и вие знаете веќе за Не ја знам, меѓутоа ќе дадам налог. Дупката за Неготино, па таа сите у Србија, од Србија ја знаат дупката кај Неготино. Од после мостот има една дупка која што треба да знаете дека одржувањето на патишта не е под надлежност на ЈПД. Знам дека не, ама можеш да кажеш, ургенција фаќам се. Можам и ќе фаќа, ќе се заинтересирам и мислам дека ќе решам одма. Не, ја знаеш нормално дупката кај Неготино. со ладен асфалт. Меѓутоа ја мислам дека ќе ми споменете она едно спуштање пред подпатникот на бензинската пумпа после Велес. Па таму е. Таа мостот. Пред мостот. Па таа. Тоа видете, таа ќе решаваме ние, меѓутоа нема да решаваме. Сите знаат. Не. И мислам дека имаш уште една. И утрово ми ја спомена исто. Значи таму ние веќе правиме техничко решение да видиме што е. Значи таму ќе треба. Ја не знам што е со таа. За таа и у Србија ја збора таа. Пазите. Да. Јас сум без оглед за Росоман што одев многу почесто, не е кај Неготино, значи тоа е после Велес. Подолу, да. Пред сега ја дека од Скопје кој идев подолу, затоа ве збунив, да. Ве збунив, да.
Да. Добро, пред Меѓутоа- после Велес, пред тука Меѓутоа, после. таа е ставена во приоритетите, не можевме сега, со оглед на Аха. тоа што нели, да ги завршиме овие патишта, може би требаше, не знам. Меѓутоа има техничко решение, ќе треба да се направи проект, сега ќе рече проект зарем за сеќе правите. Не проекти. викаме, а чим за Меѓутоа- патиште правите, не викам. Меѓутоа, мора да правите. се направи тоа да се види што е причината на слегнувањето. Дали е постелка до долу, најчесто се вади целиот асфалт, поново се тампонира, се добива добра збивливост, носивост Мгм. на песочниот дел, на тампонот, Добро. тек тогаш се стават асфалтите. Мостовите под ваша ингеренција се? Да, Генерално? да, да. Безбедни се мостовите? Па видите, мостовите имаше една студија за мостови, од 1000 и неколку мостови кои се под надлежност на ЈПДП, околу 90 и нешто не се добри, а од тие 90 и нешто 16 се пака покритични, да речем. И затоа оваа година подготвуваме проект за санација на сите. Тие направиме проекти за А овие санација. што се на пример во Скопје, и тие се под ваша ингеренција? Не збориме Така? тие мостовите на државни На патишта. државни патишта. Не можеме во Скопје, тоа е веќе Не, па екстериторија пошто некој тоа. има, да, знам дека Од екстериторија, аспект на ＪПДП. Да. меѓутоа во принцип значи големи зафати зазема ваквото ЈПДП, меѓутоа тоа е страшно ако се вакви бројките за Па го за мостот мостовите. на Башино село. Практично ние го покренавме од ЈПДП да биде затворен. Добро, и гледам говорат и за овие Зашто обединети надзорот- нации за кои што говориме овде кај влај, дека и тоа е поприлично долго време и дека треба да се обрне внимание. не. Видите, за мостовите никако ги занемаруваме. Мислиме дека направени тој нема ништо да му Не, биде. после Дженова се исплашивме поприлично сите. Меѓутоа мостовите си барат одржување исто како што бара патот. Пред се од аспект на одводнување, значи на атмосферските води дали се сливаат Мгм. покрај стубовите слично. А од нивната не знам изграденост, не знам пред колку децении може пола веќе повеќе. Еве го мостот на Башино село, правен е 71 година, стара технологија на ЈНА и веќе целата арматура се гледа. И на столбовите и на да речем на носечките на овој носечки слој горе. Добро, ќе имате поприлично баја ги работа. Така да тој сметаме дека еве сега правиме по некое техничко решение со граѓанен факултет, за да имаме брзо ќе биде. После тоа да биде тој санирани, врз основа на тоа техничко решение да биде изведено и да бидат пуштен во сообраќај тој мост од можеби најдобро со семафор, како ќе одлучат, мислам дека од граѓанен факултет и од нашите стручни лица. Значи да се пушта од едната страна по од другата, семафорски. И уште ова, дајте ми ги овие, бидејќи дели споменав, овие зеленилава, тие се под ваша ингеренција, што се на ке Грција, кога одиш веќе на коридорот Зеленило 10. се, да. Тие ќе имаш луѓе кои што ќе ги средуваат, бидејќи некој од гранките и навалува на автопатот. Се знам дека Значи- не оставаш на случајност, бидејќи Да, видите. И на тоа сме мислеле. Сега ќе речете нема да остане само на мислење. Не викам, Веќе чим си го помислил. веќе ангажиравме и приме човек кој што е по хортикултура. Не, јас Со ви кажам долго дека искуство. видов овде на излезот. Се уште е рано за него, неколку месеци е. Тој ќе има задача за постојното зеленило да се грижи. Пред се да не се исушат зимзелените дрвја. Значи значи мора да биде стручен во одржувањето на тие, а покрај тоа исто така и следување на кастање на тие дрва, на устранување на сувите дрвја и ништо, зашто инженерите кои што работат на асфалт, дрвото не ги интересира многу. Или Да. Македонија пат, така. А меѓутоа ако имаме човек кој што е под ЈПДП, а ќе може и Македонија пат да може да ги координира, да рече таму и таму и таму, треба да го средите тоа. Тој си поминува, прави некој преглед што се треба да се направи, иако ние имаме надзор на сите патишта. Меѓутоа надзорите даваат извештаи кои што за жал многу слабо ги гледаат. А има надзори. И полицијата исто така ни дава известување за состојбите на патиштата. Значи добро е осмислено, меѓутоа не е спроведено. Добро. Трајановски, колку сме далеко, на пример, од една Хрватска, сега јас не ја земам за пример, бидејќи кога патуваме, на пример, и зимно време, па ако сакате сега и во Србија, значи тие постојано гледате луѓе кои што они не дупка, туку ностоп има камиони на нивните предпријатија кои што движат, кои што
циркулираат по автопатиштата да видат што е, како е се работат. Не говорам за фрлање сол, за такви работи, туку баш оно, ако има негде како да прават проверка, надзор на делницата дали се во ред. Колку ние како или еве вие како компанија сте компанија, не и предпријатие, вие сте агенција. Јавно предпријатие. ЈПД. Јавно предпријатие. Колку сте далеку од една Хрватска? Видите, Хрватска не знам како е доволно, меѓутоа од Србија знам дека они немаат Македонија пат. Као што имаме Македонија пат, да немаат Србија пат. Добро? Туку она што е ЈПДП кај нас, кај нив е државни путеви Србија. Да. А она што е Македонија пат го дават на приватни фирми. Аха. На 5 години, на 10 години. И тоа што гледаме, ние се приватници, на пример, кои што... И тие приватни фирми го тераат тоа. Аха. Ние сме се уште под Македонија пат. По мене, ако добро ги опремиме, може да си ја завршат работата во добар дел. Меѓутоа ти треба добар надзор, добар тим, добри менаџери за се тоа го направат. Само еден случај ќе ви кажам. Кога дојдов имаше тендер од 2 милиони евра за коси на трева покрај патиштата. А и наназад една година или две го има добиено истата компанија. Наравно била најконкурентна. И косе? И јас кога дојдов, реков, ова не го потпишувам. А беше одлука за избор направена. Ама кога ќе направи одлука за избор, има 15 дена за жалба, па да потпишува на договор. И јас реков, не го потпишувам. Го тргнав на страна. Се жале се до втора степена комисија. Пак 2 милиони евра? Пак 2 милиони Пак 2 милиони евра. И се жале се државна комисија. Ние дадовме образложение зошто не го потпишува, поради тоа што ние планираме ова да го вршиме преку јавното предпријатие Македонија пат. Ни го прифати комисијата, ги префрлуваме сукцесивно, постепено на Македонија пат и така си ја завршува работа. Овие сега збори за овие 6 месеци или? Да, за овие 6 месеци. Што правеле луѓето за 2 милиони евра? А немаше Не, можда не се 2 милиони евра префрлени, меѓутоа ние им префрлуваме по ценовник. Туку тие 2 милиони евра не ги дадовме на приватни. Малку политика може? Што правевте? Ве немаше едно поприлично бајаги време. Откако си отидовте од градоначалничкото место на Скопје, веќе нема едноставно се вратите сега. Малку се посветиме на фамилијата. Да. Поприлично е актуелна битката за Скопје. Бидејќи се избори оваа година, изборна година, како веш, не ме прашува за политика, не ме интересира. А знаеш како сакал да ме прашувате многу за политика, знаеш како велам, да не испадне на крајот двајца се карат, трети од печали. Односно Орси и Пирински се караат пак, па да речат абе коце, да дојде пак да се врати. Знаете што е добро во ова? Добро е кога веќе ВМРО ДПМН има повеќе аспиратори, повеќе кандидати за едно градоначалничко место. Добро. Тоа е добрата страна, мислам, нека се надпреваруваат, нека се докажуваат, нека ги оценува јавноста. Нека понапред немаме кандидати за градоначалници, па кој да биде, како да биде, па малку се можни кандидати. Добро, 2 мандати истеравте. Сега има повеќе можни кандидати и тоа е добро за ВМРО ДПМН. Ја така би го оценил. Тој тука би застанал. Би се кандидирали или не? Тука би застанал. Ја не би сакал понатака дискусија. Добро. Ако, на пример, јас сега хипотетички одам, тоа е битката која што е реално, ние која што ја гледаме. Значи отворено не кријат ниту Перински, ниту Орце Георгиевски на кисела вода, ниту министерот за локална самоуправа. Предпоставам партија како партија Мицкоски веќе. Не сум покажал интереси јавно дека не јавно не сте каже, но Мицкоски каже дека во мај ќе ги соопштиме имињата на градоначалниците. Јас предпоставам дека сите партии одат на тоа, нели ќе правиме анкети. Што ако коце на анкета, ако Мицкоски рече Трајански мораш ти да одиш за град Скопје? Виде, анкетите се едно, политиката на партијата е сосем друго. Значи, таа политичка партија верувам дека ќе го одберат кандидатот кој што ќе победи и кој ќе даде резултати на после тоа. И тоа е многу важно. Дали помалку или повеќе, дали ќе биде Орце или Перински или некој друг. Значи, важно е партијата сепак си има механизам и доволно искуство за да одбере квалитетен човек. Не добро, ако речат Трајановски ти си нашиот. Сите ако се согласат. Па не би сакал да дискутирам на таа тема. Добро. Бидејќи сепак имам работа која што сега ми исполнува оваа работа. Па некако ми се поклопува тоа, завршува 6 месеци по она Мицкоски што ќе го не само кај мене, туку е во сите јавни предпријатија, најверојатно има некоја стратегија во сето тоа. Што ви е поинтересно, ова или работа градоначалничка? Еве не го кажуваме Скопје, ќе го кажеме Газибава, ако се. Видите, секоја
функција си има своја драша која работи со љубов и со срце. Значи, Што појави и исполнува? со посвета. Сега, вие на се Значи, одите со и тamo срце. исполнуваш и оваа ме исполнува многу. Значи сакам да ја оправдам функцијата, како што кажав претходно, да оставам нешто позади мене што е направено. Значи, да биде запаметено дека кога Трајановски беше директор, значи се направија тие патишта. Не ги направи Трајановски. Тука ги направија тимот, целокупниот владата, министерството, оние сите служби што ги спомнав претходно, имотоправни, државни правоителства. Сето тоа е добро организирано. Добро организирано за да го даде ефектот на крај да биде производот патот готов. Инаку не би бил готов. Го оставивте Скопје такво какво што е, нема да прашувам, веќе се излитени тие Скопје 2014 на крајот од денот и повеќе беше општина центар од колку вие, меѓутоа го оставивте Скопје такво како што е заминате, дојдеше и Негов. Океј, продолжи во една насока. Како сега го гледате вие Скопје? Дали вака си го замислувавте Скопје? Во секој случај не го замислува вакво Скопје. И жал ми е што Скопје волку заостанува, особено во доста другите градови кои што ни се соседни. Ја често одев во Љубљана, во Загреб, во Белград, во Софија, собирав информации, собирав идеи и ги применував тука. Дури некојаш ги применував и бевме подалеку од Љубљана. Јас се гордам со неколку проекти во градот Скопје, а едниот е АВЛ, автоматска локација на автобуси и смарт тикетинг. Така да и плаќање со мобилен телефон имавме први од Љубљана до Атина. Веќе јас сум програмер по професија. Скоро 20 години програмирав и тоа ми исполни мене што во мојата професија успеав да го примена во градот Скопје. Исто така Центар за управување и контрола на сообраќај, каде што од едно место се гледаат сите раскрстици и каде што пред секоја раскрстица има индуктивни јамки кои ги бројат возилата. Да не замараат и овие премиери министри кои поминуваат. Не, тоа е друг момент. Втората можност. Не, поглавната можност е тоа што овие индуктивни јамки ги бројат возилата и во зависност од која страна, од кој смер доаѓаат повеќе возила, тоа зелено светло да биде подолго. А така ги адаптивно софтверски. Или паметно, софтверски, да. Му треба малку повеќе време да се соберат сите тие податоци, па да се обработува, па да се направи некоја средна вредност статистички и не успев додека бев јас тоа да се направи, меѓутоа беше длабоко во подготвителна фаза. Сето тоа остана така, а она што рековте VIP личностите, делегации или слично, кога поминуваат, кога бев во првично кога дојдов градчик на Скопје, на секоја раскрстица полицаец, па ќе го отвори сандачето каде насилно, каде вака, после тоа ќе го остави и чекаат луѓето едно 5 минути до 10 додека помине VIP личноста. Да. И кога веќе го направиме Центарот за управување и контрола на сообраќајот, побарав од премиерот и од министерката да стават полицаец кои што ќе му се јавуваат, бидејќи се VIP личностите да имаат посебни рути кои што само они ги знаат од безбедносен аспект. Се му се јават на полицајцот, му ја кажуваат рутата и како се движат, овие ги гледат на екрани, така се отвара зеленото светло. Така да немаше потреба да застануваат возила, немаше потреба полицајци да има на секоја раскрстица. Сето тоа си беше многу елегантно решено. Може би добра идејата со софтверите, меѓутоа мене оно со брачаникот, оно што брои, што одбројува, некако ми е најзгодно. Меѓутоа ова па не може да ја... Згодно е ако имате на еден булевар или на два булевари. Ова што вие го видите, па ако има голема густина на сообраќај... Ова се трендови кои се во Европа. И за жал кај нас не проработи, барем јас не видов дека проработи. И тоа ми е едно, и возоснова на тоа ние добивме втора награда во Европа за мобилност. Малме прв, Лисабон и Скопје втори. И тоа беше голема сатисфакција за мене дека се движиме во правиот правец. Добро, никој не направивте Луна парк, не ви е криво на Скопје ништо не направивте. Па и на Скопје не им е криво, мислам дека многу и на мене ми е криво. Со оглед на тоа што... Тоа имавте и вие, имаше и Шилегов, сите има идеи. Мене ми е криво што не го направив, заради тоа што ние мислиме со јавно-приватно партнерство. И тука го изгуби времето. Има 2 или 3 повика за ЈПП, јавно-приватно. Кога не успеавме, велам, ќе го направиме сами. Реков, во владата реков, јас ќе го прави градот Скопје. Партнерно уредување направиме комплетно. Значи, патеки едно друго. Вода донесовме, струја, комплетно.
И го одбележиме местата кај што треба на кое место која справа ќе биде, во основа на одредена студија. И при тоа извршивме набавка и набавивме околу 6 до 8 справи, од кои што 4 беа адреналински. И тоа Замперла, италијанска фирма која што е едно од најпознатите во Европа по правење на реквизити за луна паркови. Кога ми заврши мандатот, дел беа дојдени или веќе дојдаа веќе до нова година тука до јануар. И да останев градоначелник некаде во јуни, евентуално во јули, веќе ќе имаше 8 справи кои што ќе беа инсталирани. И таа година исто така ќе набавиме уште, тоа е една третина од скупниот број на справи, на реквизити. Таа 2018 ќе набавиме уште другата третина и 2019 третата третина. Така да граѓаните ќе има луна парк. И да не прашувам, многу ќе мислат дека кампања ви правам за Не, ова зборам јас зборам што ми е жал што не е продолжено. Иако ако гледам ќе ви најдам неколку грешки, она на пример со часовникот што сакавте да го менувавте, можам да го сметам како грешка за мјутресот, нели, што сакавте тогаш. Сега, ја не знам дали се тоа дали се ваши идеи или нечи други идеи кои што можат да се спроведуваат, галиите кои што не профункционираа. Како беше она? Како не профункционира галијата? Па добро, не во она насока како што замислува, некако пропаѓаат, некако се е оставено на панорамско тркало, стои така тие врви за кои што го фундаментите се порушија, фундаментите што беа во Вардар. Што се направи? Фундаментите се срушија, имаше фундаменти во Вардар за панорамското тркало. И ништо. Ги нема тие фундаменти. Сега и така да нема да биде. Аха, добро. Видете, големите работи многу често не се оправдуваат во реалното време кога се направени. Па да, добро. Дори после 20 години велат, добре, ова што се направи во Скопје. Разбирате? Па вклучително и панорамското, ако го гледате. Па не, добро, панорамското не ни беше, меѓутоа за плажата кој како сваќаше, но се обидува да се заживее тој кеот. За врвите, предпоставувам... Нема врска ние, тоа преку Министерството за култура беше. Иначе за плажата многу ми е жал. Морам да ви кажам. Таму имате спортски терени. За одбојка. Мислам дека имаше и турнири некоја. Да. Ние одбојкари и одбојкарки преку Одбојкарската федерација одвај успеавме да ги донесеме врвните одбојкари од Европа. Од Турција, од Холандија, од Германија, од Франција. Им плаќавме. И сместување се. Меѓутоа за година-две ние го направиме да тоа биде да се бодува за олимписки игри, за на турнирски. Да, за европско првенство и слично, после не молеа да доаѓаат. Големо уживање беше да ги гледате тие врвни одбојкари кои што доаѓаат на турнирите тука. Скопје стана едно од местата кај што беше во мапата на турнирите. И многу е важно, не знам дали сте гледале ракомет на песок. Сум гледал. Ние за прв пат доведовме ракомет на песок. Доаѓа професор од Факултетот за физичка култура кој што никогаш немаат во живо гледано. Немаше судија за ракомет на песок. Имаше една македонка која што судела во Словенија, па ја најдовме, ја дојде тука, па таа направи обука на неколку други за да може да судат. Сето тоа беа добри работи. Особено задоволство ми представуваше навечер се доаѓав со велосипед таму и во една прилика еден ром од Шуторизли кој што е во Швајцарија ме виде, ме познал да дали политизирани сме ние. Вели градоначелник, дали може со овие се швајцарци, вика дојдовме од Швајцарија да им покажам дека ние имаме тука одбојка на песок. Дали може да ги замолиш ние да играме? Ги замолив, дечките си игра. Преблагодарен беше, вика, сега у Швајцарија пуштам слики, пуштам секаде дека ние имаме одбојка на песок. Виде, тоа доживување не треба да им го крадете на не треба да им го скратите. Направете некоја новина. Доста со стереотипи. Да. Уште многу имам да прашувам, да оставиме нешто за следен пат. Ви благодарам што бевте дел од овие бизнис муавети на Фактор МК. Благодарам на поканата да гостувам на Фактор МК. Коце Трајановски, прв човек на јавното предпријатие Државни патишта во бизнис муавети на Фактор МК. Поздрав за нашите пријатели од Форманова и Ангел Тренд. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно за 7 дена. Довидување.